Добар ден, почитувани, пред вас е уште една нова телма амбуланта. Овој петок емисијата ја реализираме во соработка со Жан Митрев клиник. Ке разговараме за женското здравје, поточно за диагностичките методи поврзани со ракот на дојка. Каква е таа најсовремена 3D технологија која што возможува брз и прецизен 3D скрининг, ќе појасни денешната гостинка, а тоа е доктор Мимоза Толевска, специјалист по радиодиагностика од Центарот за женско здравје за комплетен третман на дојка во Жан Митрев клиник. Докторке, добар ден, добре дојдовте во телма амбуланта. Добар ден, добро ве најдов. Еден од начините за откривање на ракот на дојка е само прегледот. Вела дека по 25-та година секоја жена еднаш во месецот треба самата да направи преглед на дојката. Како се изведува? Дали е важно во кој период од месецот го прави тој преглед? Да е завршен менструалниот циклус и слично. Така. Имате право, значи само прегледот е еден од диагностичките процедури кои ги спроведуваме, односно ги спроведува во случајов самата девојка или жена. Тоа е еден од методите во кои што значи таа не зависи од лекарот, може да го прави во домашни услови, значи релаксирачки услови без закажување, но морам да нагласам дека најдобро е да се направи во првата половина на циклусот, значи после добивање на менструалниот циклус, некаде првиот до 10-тиот ден или пак до 15-тиот ден од циклусот, овој само преглед треба да се направи. Најчесто го применуваат помладите девојки, но не се исклучува да го прави жената во текот на целиот живот. Како прв само преглед значи, на пациентката на своите дојки, добиваме првични информации. Значи, добиваме информации кои што може да ја дадат на самата жена и девојка еден правец како да постапува понатаму во однос на своето здравје на дојките. Кога би го запазила, значи терминот од првиот до 15-тиот ден во циклусот, треба да запази и тоа да биде секогаш во еден ист период, значи прва половина на циклусот, секој месец. Така. Може да се случи да се започне и од 20-та негде година, значи не е правило да биде од 25-та година, поготово би нагласила во случај кога во фамилија има некој карцином на дојка, историја на болест, каде што мајка, сестра, братучетка од нејзина страна веќе имале некоја заболување на дојките во смисол на рак, во тој случај може да започне и порано со само прегледот. Споменавте како се применува. Убаво е да се објасни тоа вистина, бидејќи пациентките кои што доаѓаат на преглед кај мене, многу често го барам од нив да видам како го прават и гледам многу грешки. Значи, самиот преглед првен се започнува со така наречена инспекција. Значи, пациентката мора сама себе првен да се посматра, се застанувајќи пред огледало, со горниот дел од телото да биде секако соблечен, со рацете спуштени на телото и се гледа пред огледало. Во првиот момент, значи, таа инспекција нас ни дава увид да знаеме каква е кожата, дали е таа зацрвенета, дали имаме некои набори на кожата, дали имаме некој оток на кожата, дали имаме вовлекување на брадавицата кое што од понов период, значи месец, 2, 3, 5 месеци, а не било претходно така, бидејќи има жени кои што и од раѓање имаат вовлечени брадавици. Понатаму битно е исто пациентката да си забележи кога се гледа на огледалото така со спуштени раце, дали воопшто има некаква промена на самата дојка во смисол на издигнување како оток или некое мало тврдо топче кое што испакнува дел од кожата. Од кога ќе заврши со инспекцијата, битно е сега, значи рацете веќе не се покри телото, правиме инспекција со подигнати раце. Значи ги дига рацете нагоре истовремено и забележува дали дојките се симетрични, дали истовремено се подигаат нагоре и дали нешто постои од претходно што го споменав, а се наоѓа под долниот дел, значи под брадавицата во долниот дел на дојката. Тоа е првото кое што е битно да се забележи на инспекција. Потоа настапува вистинскиот само преглед, значи само прегледот со напипување или ние докторите што велиме палпација. Значи, може да се прави во стоечки став, може да се прави и во лежечки став. Кога се прави во стоечки став, прегледот на десната дојка оди со тоа што десната рака се поставува позади главата, а со левата рака се прави палпација на десната дојка и обратно. Левата рака зад главата, со десната рака палпација значи на левата дојка, пардон. Да. Во оваа палпација е битно да се каже, значи, дека може да се прави на два начина, значи со кружни покрети, почнувајќи од периферниот дел, значи надворешниот дел на дојката, со кружни покрети од надвор кон внатре, значи централно кон самата брадавица. И се оди комплетно дел по дел без да се испушти нити најмал дел од
ткивото на дојката. Или пак во вид на ленти, исто така од надворешниот дел на дојката кон брадавицата, може да се оди по движењето на стрелките од часовникот, но дел по дел без да се испушти некаков, да речеме, дел од дојката. Зашто нагласувам? Затоа што некогаш се брза, значи овдека немаме брзање, се брза и се прескокнуваат делови и може да се испушти веќе некаков тумефакт, значи некаков туморзен процес. Битно е да се каже исто така дека пациентите во првиот месец, вториот месец, третиот мора да бидат малце пострпливи, бидејќи не можеме веднаш да почувствуваме што е правилно, што е нормално и што е патолошко. Бидејќи самата жена треба да ги научи самата своите дојки како изгледаат. Кај помладите особи најчесто се тие погрудчести, бидејќи имаат жлездено ткиво и во прв момент може да ги фати паника, да мислат дека да се исплашат, да помислат дека дека имаат многу грудки, многу тумори, така се случува и веднаш доаѓаат на лекар испаничени. Значи треба да си дадат еден период време, месец, два, три, зависно од пациентката, за да се навикнат на ткивото и да знаат што е ново, а што е нормална структура на дојката. Так. Секако може да се консултираат и не е лошо да се консултираат со својот матичен лекар или со радиолог, како треба вистински правилно да се направи тој само преглед или да го направи докторот, а тој да го посматра за да знае точно дали правилно го прави само прегледот. Но исто сакам да нагласам за нашите пациентки, бидејќи тој проблем го имаме ние како радиолози кои се бавиме со патологија на дојката, пациентката не смее да се задржи на овој метод. Без разлика тоа што таа не напипува ништо или не напипува нешто ново во однос на претходно. Може да греши. Или пак може да не греши, но статистиката покажала дека моментот може да е преситно, да не се напипува. Може да е многу мало и таа да не го почувствува. За жал статистиката ни покажува дека моментот кога таа може да почувствува некаква грудка или промена во дојката е веќе над 2 см. А тоа за нас, односно за пациентката, веќе е многу одминат стадиум на промената и има полоша прогноза. Значи ова е еден вид правец како да се започне со сопственото здравје, значи здравјето на дојките. Секако мора да се оди на лекар. Дали треба се прават превентивни ехо прегледи или пак кога некој ќе напипа некаква промена на дојката, дали веднаш се применува најнапред ехосонографска дијагностика? Так, значи ехосонографијата е исто метод кој што е безболен, без никакво зрачење, без некаква опасност или некој дискомфорт на пациентката. Најчесто започнуваме со ехо преглед кај пациентки кои што се помлади, значи помлади од 40 години. Кај овие пациентки се започнува со ехо преглед, дали нешто напипала или не е важно, значи битно е да се започне со ехо прегледите некаде по новите, значи истражувања веднаш со започнување на сексуалната активност кај девојката. Потоа се започнува, значи, прв пат со ехосонографијата. Ехосонографијата, значи, како метод, кажав дека е безболна и се започнува со преглед кај младите девојки или пак оние што се, да речеме, и во тек на бременост. Немаме контраиндикација за ехо прегледот да се направи кај нив. Самото ехо се прави со, најдобро би било, значи со софистицирана подобра опрема, која што и на радиологот секако ќе му овозможи подобар пристап до дојката, значи подобар пристап до промените во дојката и полесно дефинирање на самите промени во дојката. Препораката за ехо прегледи, можам да споменаме во овој разговор, дека исто така, како и само прегледот, се препорачува да биде после завршувањето на менструалниот циклус, значи некаде од 7 до 15 ден, кога дојките се по-меки, по-релаксирани, полесни се за преглед на ехо. Но тоа не значи дека ако пациентката нешто напипа, почувствува или види црвенило на кожа или било каква некаква промена, дека не може веднаш да се направи. Дека не може веднаш да се направи, дека нешто многу нас ќе ни смета како радиолози да забележиме, или исто и при само прегледот не споменав, еве сега за ехото, значи не се прави само преглед на дојките, него и преглед на пазувите. Ако пациентката забележи некакво топче, грудче во пазувите, исто така веднаш треба да се јави на лекар за да се проследи со ехосонографскиот преглед да се види за каква промена се работи. Значи ехото најчесто го правиме кај помлади особи. Тоа е метода која што ја практикуваме како прва кај младите особи или кај бремените жени се започнува исто така, значи со ехо прегледот, а потоа над 40-та годишна, значи возраст кога ќе ја наполни жената, почнуваме веќе со стандардната, златната дијагностика
златен стандард, велиме ние, за преглед и рано откривање на ракот на дојката, тоа е мамографијата. Кога зборуваме за ехо прегледите, дали на еден ваков преглед може да се направи разлика, дистинција помеѓу циста во дојката, бенигно туморче, фиброзно ткиво или пак канцерогено? Така. Морам да споменам дека тука се важни три фактора. Едниот фактор веќе го споменав, значи самиот ехосонографски апарат треба да има високи перформанси, бидејќи колку е тој пософистицирана и помодерна опрема, толку ни олеснува на нас, на нашето око. Второ е важно да имате добар, значи лекар, стручен лекар, кој се занимава со патологијата на дојката. И трето, секако да ја познава дојката, да ја познава патологијата на дојката. Секако ехото ни дава една насока по карактеристиките на промената која што наоѓаме, една или повеќе, се случува и повеќе да најдеме на еден преглед, секако дека ехото ни дава една насока за да знаеме дали се работи за бенигна или малигна болест. Меѓутоа, во однос на процентите за сигурност, само ехо прегледот може да кажам дека негде над 65-70%, до кај 80% добиваме диагноза која што може да биде конкретна за што се работи, дали се работи за карцином или за некоја друга промена. Значи, мораме да знаеме дека е еден од методите, но мора да се надополнува со други диагностички методи. Доктор, да ги поканим и гледачите да се вклучат во денешната емисија со нивни прашања на телефонскиот број 3076-677 за сите нивни дилеми, стравови поврзани со оваа болест и начинот на диагностика. Одговор ќе добиете од доктор Мимоза Толевска, специјалист во радиодиагностика од Центарот за женско здравје за комплетен третман на дојка во Жан Митрев клиник. Доктор, ќе се случува ли одредени промени на дојката да не може да се видат на ехо? Има ли нешто што ехосонографскиот преглед не овозможува да се види? Така, како што споменав претходно, некаде, значи, ехото ни дава информација до кај 80%. Меѓутоа, сето тоа над тоа може да се направи превид на промена во дојката, зависно од густината на дојката. Имаме дојки кои што ги викаме ние дека се инволутивни, односно масни дојки, кај нив е многу тешко да се постави диагностика, или пак за многу мали промени исто така може да се превидат на ехосонографскиот преглед. Затоа всушност постојат тие некои други диагностички методи кои што ги користиме за мали промени, како што споменав претходно, златен стандард за испитување и рано откривање, што и нашата најголема борба, ракот на дојката, да го откриеме што порано, представува мамографијата. Значи, ќе нагласам на пациентките дека не е исто да се открие промена на дојката која што е суспектна за карцином, а е промената 10 до 15 мм или е над 15 мм. Значи, доколку е истата до 15 мм, можеме навремено да реагираме и да спасиме човечки живот. Значи, ракот на дојката, морам да споменам, дека не представува смртна пресуда. Значи, ракот на дојката е заболување кое што ако го откриеме на време, како што споменав 10 до 15 мм големина, има голема можност, односно 90%, ја работам доста со проценти, меѓутоа морам да доловам на пациентите што значи рана диагностика. Ете така, рана диагностика и касна диагностика, доколку ја откриеме, значи промената до 15 мм, тогаш значи не само наша сатисфакција, него животот на жената е спасен, квалитетот на животот е спасен и 90% жената е излекувана и она ќе продолжи да живее без никаков проблем, без проблеми на рецидив, односно повторување на карциномот и слично. Така, затоа раната диагностика е всушност клjuč во лекувањето на оваа болест. А сега да појасните што е тоа точно мамографија, дали е радиолошка метода? Така, мамографијата како златен стандард, значи е прво нешто кое што се прави и по препораките светски се започнува на 40 години. Таа е метода која што користи зраци, значи имаме зрачење, од кое пациентките покасно ќе пробам да им објаснам, исто тука имаме проблеми во однос на страф од мамографија. Би сакала да им доловам што значи мамографија и кое е значењето на мамографијата. Значи е метода која што користи зрачење и ни помага за диагностицирање на најситни промени во дојката кои што може да ги превидиме на ехо преглед. Мамографијата е исто метода која што за разлика од ехото ни дава увид за промени не само што се мали, него што ни дава и увид во така наречени микрокалцификати. Микрокалцификатите не можеме да ги видиме на ехосонографски преглед, него исклучиво ги гледаме на мамографија. По нивниот распоред, по нивната големина,
поставеност, како изгледаат, по нивниот дензитет. Значи, можеме ние да добиеме голема информација во смисол дали се работи за карцином или се работи за бенигна промена. Значи, не можеме никако да ја скокнеме мамографијата и не случајно повторувам дека е златен стандард, бидејќи информациите што ги добиваме од нејзе се преголеми. Пациентките многу често доаѓаат и инсистираат да биде само ехосонографски преглед. Значи, сакам да им објаснам дека мамографијата, зрачењето, поготово на новиве мамографски апарати сега, кои ќе компарираме со претходните, зрачењето кое што го примаат е премногу мало за да направи штета во однос на женското здравје. Што значи тоа премногу мало? И јас најдов информација дека се користи 50 пати помалку зрачење во однос на првите уреди кои што се користеле. Точно, значи добро сте се информирале. Значи тоа е навистина мала доза? Тоа е навистина мала доза. За компарација, зрачењето кое го користиме при мамографијата е за нијанса поголемо од една графија која што ја правиме, значи, на бели дробови. А кај нас пациентите знаат да дојдат, да се снимаат затоа што кашлале без потреба, без насока од лекар и се снимаат по многу пати, инсистираат да се снимаат, значи да направат рентген на бели дробови. Значи, за нијанса е мамографијата која што има многу поголемо значење во случајов што сакам да го објаснам. Дозата е, значи, многу за мала во однос на она што го очекуваат пациентите дека го добиваат. Или една друга споредба би била дека дозата што ја примаат со мамографија одговара на еден прекуокеански лет. Многу од нашите жители во земјава, па и надвор во светот патуваат. Значи, еден прекуокеански лет е една мамографија. Или друга споредба за поблиску исто да доловам на пациентите која е дозата на мамографија, би било дека мамографијата одговара на јонизирачкото зрачење што го имаме во природата околу нас, значи секојдневно што ја примаме, не ја чувствуваме, 3 месеци. Значи, а мамографијата ја правиме еднаш на 2 години. Значи, добробитот и штетата од мамографијата кои ќе се стават на вага не се споредува, поготово со нови мамографски апарати, како што вие споменавте, со 50 пати намалена доза во однос на претходните години наназад. Да не зборувам како напредува од година во година, значи има разлика на мамоматите, односно мамографиите што се прават сега, нивните зрачења, со оние што се направени пред 5 години. Значи, техниката многу напредува. И сега како се изведува прегледот? Дали е болен, чувствува ли некаков притисок пациентката за време на снимањето? Така, исто еден од митовите кои треба да ги разбиеме за нашите пациентки. Болност нема. Има два типа на мамографија. Има аналоген тип, тие се постарите типови, кои се уште функционираат и си имаат свое значење сигурно, и дигиталните поновите апарати кои што се во однос на болноста и во однос на информациите подобри од овие првите што ги споменав, аналогните. Дигиталните апарати даваат поголем комфор на пациентката, помала болност. Притисок мора да се направи, значи, на самата дојка, бидејќи добиваме така поголем увид во структурата на дојката. Меѓутоа, притисокот на мамографиите на денешните мамомати со оние претходно, веројатно и митот од тогаш потекнува, меѓутоа многу долго се задржал, мене тоа ми е криво, дека е некоја многу болна процедура. Не е, значи компресијата се прави сосема минимално и трае многу кратко. Самата мамографија, значи снимањето на пациентката, трае неколку минути. Задржувањето внатре 10-15 минути е заради припремата на пациентката, објаснување на пациентката, местење на пациентката, значи сите оние работи кои што е припрема на пациент, не е снимање на пациент. Така да многу битна е исто каква опрема се користи, и спрема тоа добивате поголем комфор колку е пософистицирана опремата секако. Дали големината на дојката има некаква улога во процесот на снимањето? Може ли да се направи снимање на многу мала дојка? Така. Или пак на многу големи дојки? Така. Волуменот на дојката е важен, но не е битен во смисол дека не можеме да направиме мамографијата. Значи, новите апарати ни прикажуваат без разлика дали е волуменот голем или се работи за многу мали дојки, ни прикажуваат ист квалитет со исти информации кои што нас ни се потребни како радиолози, а сето тоа е работа на технологот кој што учествува самиот процес
Исто така тој треба да биде високо стручен за да знае која компресија, значи кој притисок на дојката да го потреби, кој агол, на каков начин се прави, значи снимањето на самата мамографија. И сето тоа учествува во еден комфор на пациентката и изведување на самата мамографија. А колку снимки се прават? Так, убаво прашање. Вака сега, значи, можам да кажам дека базична, така наречена базична мамографија се прави во два правци. Значи, едната е така наречена коса проекција, медиолатерална, што ја велиме ние, или краниокаудална, односно од горе кон доле се прави компресија на дојката. Таа е таа базична мамографија, која што се прави на овие дигитални апарати и претходно аналогни апарати, со компресија на дојката на два начина. Значи, добиваме 4 снимки, и таа е таа така наречена дводимензионална мамографија. Постои и тродимензионална мамографија. Мојот чест и задоволство е и пациентките да ги информирам дека добивме ние таков апарат сега во моментов во Мамомат, кој што има можност и за 3D, така наречена томосинтеза, значи тродимензионално снимање на дојките, кое што е апарат прв не само во Македонија, него и во целиот регион околу нас сме први во смисол на софистицираност и во смисол на квалитет на снимката. И би сакала да нагласам што е тоа 3 димензии. 3 димензии на снимање на дојката значи немаме класично на што претходно го споменав, само во два правци ја добиваме промената, него ја добиваме во 3 димензии. Односно, иако се работи за промена која е од неколку милиметри, која не е детектабилна, значи на 2D мамографија, на 3D можеме многу подобро да ја дефинираме, бидејќи ја гледаме комплетно како изгледа од сите страни, од сите агли. Тродимензионалната, значи мамографија се прави под многу правци, значи под многу агли е самото снимање, трае многу кратко, значи не се работи за некој енормно снимање плюс голема зрачна доза, него се прави под многу агли и добиваме впечаток и слика на промената на 1 милиметар. Значи повеќе пресеци добиваме и затоа ви велам големо задоволство е се работи и со добар апарат, како што споменав и на почетокот на емисијата. Добар апарат, радиолог кој што е стручен за патологијата на дојката и ја познава патологијата на дојката, вие имате 97% точност на диагноза, здружена секако со претходно споменатиот преглед после мамографскиот. Тоа е ехосонографскиот, значи 97% информација за промените во дојката. Значи добиваме информација која што не ја добиваме на 2D, добиваме информација дали има потреба од понатамошни диагностички процедури, бидејќи тука не се запира со диагностицирањето, дали има потреба од интервентна процедура во смисол на биопсии, дали има потреба од магнетна резонанса, компјутер и така натаму. Значи, задоволството е преголемо кога се работи со ваков апарат, а секако е и благодет за пациентот. Тука ќе погледнеме еден блок реклами, а потоа ќе направиме уште неколку компарации помеѓу снимките кои што возможуваат 2D и 3D проекции. Останете на Телма. Продолжува денешната Телма амбуланта. Зборуваме за диагностичките методи при откривањето на ракот на дојка со доктор Мимоза Толевска, специјалист по радиодиагностика од Центарот за женско здравје и комплетен третман на дојка во Жан Митрев клиник. Доктор, кога се прави мамографија ке млади жени, дали се добива јасна слика за тоа што се случува во дојката со оглед на густото жлездено ткиво? Так. Густината на дојката секогаш е проблем и предизвик за нас радиолозите. Има предности и има мани самата мамографија во однос на густите дојки. Кога зборуваме за ова што ја споменав 2D мамографија, при густи дојки би ни отежнала секако многу прегледот, бидејќи густината ни припокрива некоја мала промена која што евентуално би била суспектна, да речеме, за карцином. Истата ќе ја препокрие и ние ќе го пропуштиме тој карцином, така да на наредната контрола за 2 години тој од 6, 8, 10 милиметри ќе добие многу поголема димензија.
Со предноста што ја споменав на нашиот нов мамомат со 3D можност, значи томосинтеза, се исклучува таквата можност во најголем процент да се сокријат промени кои што се со мала димензија без разлика на густината на дојката. Значи советот наш како радиолози кога би виделе густа дојка е да се направи 3D мамографија, бидејќи со тоа добиваме поголем процент на точност во однос на промената која што ја гледаме. Значи не е битно дали е пациентката млада, дали е возрастна над 50 или 70 години. Ако имаме густо ткиво, а пациентката е индицирана мамографија, бидејќи некогаш мамографијата индицираме и пред 40 години, во тој случај, значи ако е густа дојката, нашата препорака е да се направи таа 3D, тридимензионална мамографија, која што ќе повторам ни дава голема точност во изгледот на самата промена. Доколку имаме и понатаму нејасноти, секако златниот стандард е мамографија, продолжува со ехо, меѓутоа не застануваме тука. Секако борбата продолжува. Ако некоја промена е суспектна, значи продолжуваме и со други интервентни процедури, други диагностички процедури и така, кои што ни олеснуваат за да диференцираме и прецизираме точно за каков тип на промена се работи. Колку често мамографијата дава лажно негативни наоди, но и лажно позитивни? Така, многу често се случуваше во минатото со оние аналогните апарати да имаме многу лажно позитивни наоди. Понатаму се откри дигиталната технологија, која што исто така дава помал процент во однос на аналогните, меѓутоа ни дава помал процент на грешки. И секако новава технологија, која што во моментот споменав ја имаме во нашата клиничка болница, значи Жан Митрев, е 3D, со 3 димензии ни олеснува за да можеме подобро дефинирање и исклучување на можноста од лажни позитивни наоди. Што значи тоа? Лажно позитивен наод кога имаме, во тој случај пациентката ја подвргнуваме, значи ја подложуваме на интервентна процедура биопсија, која што во случајот, пример, може да се покаже нели лажно позитивна и би направиле интервентна процедура која што е непотребна, така. Значи траумата е поголема, финансискиот дел е поголем кој што ќе се изложи пациентката, може да се изложи на хируршки третман, а немало потреба. Голем стресот, самата помисла дека можеби нешто се случи. Ете така. Добивката, значи, е исто во овој правец, значи, лажно позитивните наоди се сведени на минимум, односно процентот на добивање прецизна диагностика на 3D во однос на 2D расте од 20 до 65%. Значи, статистиката веќе покажува да можеме да исклучиме лажно позитивен наод, замислете 65%, па која сатисфакција не само за нас, за самата пациентка. Така, апсолутно, да. Огромна придобивка. Огромна. А дали во Центарот за женско здравје правите интервентни процедури, односно дали се зема биопсија? Така, секако, значи, во нашата клиничка болница имаме комплетен третман на дојката. Сега со мамографијата го надополнивме. Започнуваме со самиот, значи, клинички преглед, прегледот со диагностичките процедури, интервентни процедури, што вие сега ме прашувате, и на крај завршуваме, ако има потреба, секако со хируршки третман. Значи, затоа велам комплетен третман на дојката. Во однос на интервентните процедури, да, кај нас се прават рутински, значи имаме два типа на биопсија, кои што се прават под ехо и под мамографија. Ехото ќе го споменам, значи како најчесто употребувана биопсија под ехо водена е најкомфорна, најбрза, наједноставна и најбезболна, да речеме, за пациентката. Имаме два типа, тенкоиглена и корбиопсија, да напоменам, некогаш пациентките се бунат, не знаат која е разликата. Значи тенкоиглената, самата, значи називот ни кажува, тенкоиглена значи боцкањето е со тенка игла. Секако ставаме локален анестетик, бодежот, односно боцкањето со иглата, пациентката воопшто не го чувствува, некогаш и самите пациентки одбиваат кога ќе видат дека се работи за тенка игла и одбиваат да примат анестетик, директно се пристапува, значи, на боцкање на промената. Таа тенкоиглена биопсија си има своји индикации, значи кога ја применуваме. Применуваме, пример, цистична промена, дали е симплекс, дали е комплицирана циста или комплексна циста. Тоа е одлука на радиологот која ќе ја примени, но постои уште една и таа е цитолошка, претходната не ја спомена, таа е цитолошка диагностика, значи клеточна, да, таа е клеточна диагностика и многу често таа не може да ни даде вистински резултат ако ја примениме кај промени кои што треба да се направат со корбиопсија. Корбиопсија значи поширока, подебела игла, кога земаме хистолошки, значи не цитолошки, да, дел од ткиво, значи на самата промена. Предноста со ехото е што цело време ја пратиме иглата како одиме до самата промена
И кога доаѓаме до самата промена, има еден пиштол, грубо звучи, меѓутоа така се вика апаратот, значи со самата игла која што е поставена на него, земаме примерок кој што е хистолошки. Исто се прави со локален анестетик, значи пациентката се осеќа потполно комфортно, безболно, пријатно, бидејќи нема никаква болка, ние имаме обезболено на местото на боцкање и се земаат најчесто 3 примерока, но може да се зголеми бројот и до 6 примерока, значи тоа боцкање, односно примероците за хистологија, кои што се од големо значење, бидејќи наодот од нив ни дава увид за каква промена се работи. Така. А во кој случај советувате пациентката да направи магнетна резонанца или пак компјутерска томографија? Така. Освен овие две методи, постојат и други диагностички методи кои што се користат секако во испитување патологија на дојка. Магнетната резонанса има своји индикации, значи не можеме да примениме за секаков тип на дојки или за секакви промени. Магнетната резонанса ке нас е апаратот 1,5 Тесла. Да напоменам, со тоа што се применува, значи магнетната резонанса во случај кога пациентката има импланти, тогаш применуваме магнетна резонанса. Кога е веќе оперирана, значи имала некаква операција од типот на карцином на дојка, дали радикална мастектомија или се работи само за квадректомија, еден одреден дел е изваден, во случај кога треба да диференцираме дали се работи за фиброзно ткиво, како што спомнавте вие претходно, или се работи за карцином кој што се повторува, значи рецидивантен, што го велиме ние. Исто магнетната резонанса ја користиме кога сакаме да знаеме комплетно состојбата на двете дојки, пошто некогаш постојат така наречени микрофокуси, кои што самата магнетна резонанса може да ни овозможи да ги видиме, или пак состојбата на ливните јазли и раширеноста во пазувите. Значи, тука ја користиме магнетната резонанса, или пак можеме да ја користиме кај бремени жени или кај млади жени, кај кои што имаме контраиндикација понекогаш за правење на мамографски преглед. Компјутерска томографија, пак, за разлика од магнетна резонанса, не е карактеристична за испитување на ткивото на дојката, но таа ја користиме за да знаеме во кој стадиум е пациентката. Значи, дали имаме раширеност на скелетна структура на рбетот и околни ребра, скелетна структура, затоа велам, или пак состојбата во пазувите, вратот, дојките, околината, значи сегде кај што постои можност да се рашири како метастатски процес, а секако и состојбата на црниот дроб, каде што многу често знае карциномот на дојка да направи метастатски, да се рашири. И тука користиме исто така компјутерска томографија да се види дали воопшто имаме некакви промени во овој орган. И на крајот од денешниот разговор, доколку резултатите од мамографскиот преглед се во ред, што понатаму? Што ги советувате? Така, доколку е се во ред, ние се радуваме да биде се во ред, нели секако, препораката е мамографијата се почнува, како што споменав, од 40-та година, освен ако не постои индикација претходно, и се повторува на 2 години, а ехото исто така, ако значи се работи за здрава пациентка, секоја година. Доктор Толевска, ви благодарам за вашето денешно учество, за вашето гостување во Телма амбуланта и што на гледачите им ги појаснивте методите за диагностика на рак на дојка. Ги појаснивте и предностите всушност на 3D мамоматот, на вистина се бројни. Ви посакувам успех во работата. Ви благодарам и на поканата и на убавите зборови. Почитувани, тука го заокружуваме денешното издание на Телма амбуланта. Гостинка ни беше доктор Мимоза Толевска, специјалист по радиодиагностика од клиничката болница Жан Митрев клиник. Гледајте не секој работен ден во новиот редовен термин емисијата, тоа е 13:45, каде што секој работен ден заедно учиме како да бидеме и останеме здрави. Останете на Телма. До гледање.